Општина Струмица денове ќе добие 2 мерни станици кои ќе бидат поставени во основно училиште и детска градинка. Станува збор за проект кој освен Струмица вклучени се и општините Кавадарци, Гостивар, Команово и Струга, кои ќе добијат поддршка од владата на Шведска преку тамошната агенција за меѓународна соработка и програмата на Обединетите нации за да се справат со аерозагаденоста. Целта на проектот е да се направи прецизна анализа за определување на уделот на изворите на загадувањето. Овој мониторинг ќе се спроведе со најсовремена опрема и по светски признати научни стандарди кои се применуваат во најразвиените земји во светот, а ќе го реализира лабораторијата Абикон од Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Во рамките на овој проект работи на два дела, фокусирани пред се на идентификација на изворите на загадување и на квалитетот на воздухот во затворени простории. Овие проекти ни овозможуваат значително да го зголемиме капацитетот на научни анализи кои што може да ги спроведуваме, но и не овозможуваат да обезбедиме податоци за креаторите на политиките и за локалните самоуправи кои што ги контролираат училиштата и просториите во кои што ќе се вршат анализите, да обезбедиме информации што ќе им овозможат многу поефикасни мерки за справување со проблемите со аерозагадувањето. Како што беше истакнато, со станиците ќе се мери загаденоста не само со ПМ частичките, туку ќе се утврдува и анализира и присуството на епидемиолошки, бактериолошки и органски компоненти. Ние за жал сме во затворени простори. И многу подолго време поминуваме од нашето време го поминуваме во затворени простори. Доколку има извори сериозни на загадување внатре, воздухот може да биде и 5 и 10 пати поопасен во затворената просторија отколку што е надвор. Дури и при високи загадувања надвор, воздухот во затворената просторија може да биде од повеќе причини, може да биде екстремно загаден и има многу поголеми ради подолгата изложеност, нашето присуство има многу поголем ефект врз здравјето на луѓето. А посебно што и поосетливите категории, возрастните луѓе и децата се многу подолго внатре отколку надвор. Ова програма ќе се спроведе во 2 фази. Првата ќе биде реализирана надвор од грејната сезона, а втората во текот на грејна сезона, јануари-март. На крајот од имплементацијата на проектот ќе се утврди колкава финансиска помош ќе добијат секој од општините за справување со аерозагадувањето.